старо време живеела една кралица што сакала да има керка бела како снег. Набргу, потоа кралицата добила девојченце на кое му го дала името Снежана. За жал, кралицата починала и кралот повторно се оженил со убава, но надувана жена која имала волшебно огледало. Секој ден кога ќе застанела пред него, прашувала: "Огледалце, огледалце мое, кажи ми на светот најубав кој е?" А огледалцето секогаш одговарало: "Вие, кралице." Но еден ден кога кралицата го прашала огледалото, тоа и одговорило: "Вие, кралице, бевте најубава кај нас, но Снежана сега е поубава од вас." Кралицата позеленала од завист и му наредила на еден ловец да ја убие Снежана во шумата, а како доказ дека ја убил да ја го донесе нејзиното срце. Ловецот не можел да го убие девојчето, па го пуштил да си оди. Потоа земал срце од елен и го дал на кралицата за да докаже дека ја убил Снежана. Кутрата Снежана наишла на некоја малечка куќерка во шумата. Толку била гладна и изморена, што јадела и набрзо заспала. Но тоа била куќарката на 7 џуџиња. Кога тие се вратиле дома и ја виделе како лежи во креветот, се изненадиле. Поминало многу време и кралицата, која била уверена дека Снежана е мртва, отишла пред огледалото и прашала: "Огледалце, огледалце мое, кажи ми на светот најубав кој е?" Огледалото ѝ одговорило: "Најубава кралице сте вие, кај нас, но зад планини, кај 7 џуџина, 1000 пати е поубава од вас Снежана." Кралицата збеснала и решила самата да ја убие Снежана. Лошата кралица се преправила во жена што продава јаболка и отишла кај Снежана и понудила едно јаболко. "Пробај го ова јаболко, ако ти се допадне, можеш да купиш уште." Снежана не можела да одолее, па каснала до отровното јаболко и паднала на земјата без свест. Џуџињата биле многу тажни кога ја нашле Снежана мртва. Решиле да не ја погребуваат, туку ја ставиле во прозирен стаклен ковчег. Еден ден, еден убав принц што поминувал низ шумата влегол во куќарката. И кога ја видел Снежана, се влюбил во неа на прв поглед. Ги молел џуџињата да му дозволат да ја однесе во своето кралство и тие на крајот се согласиле. Принцот воодушевен го кренал сандакот, но тој се скршил и Снежана испаднала од него. Отровното јаболко, кое било заглавено во нејзиното грло, излетало надвор. Таа пак била жива. Принцот се оженил со Снежана и живееле среќно и весело до крајот на животот.